Добро утро, следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за големите политички промени што ја зафатија Европа, за изборниот ден во Франција, за изненадувачкиот епилог, всушност од таму анализира универзитетскиот професор Нано Ружин, за новиот станар на Даунинг Стрит број 10, за новиот премиер на Обединетото кралство и новиот британски премиер анализираме со универзитетскиот професор и поранешен амбасадор во Лондон Јован Донев. Но прво одиме со слика од Лондон. На линија треба да го имаме Бојан Пачаджиев, архитект, нашинец, кој долги години живее и работи во Франција. Бојан, добро утро, поздрав од студиото на Телма во Скопје. Какво е првото постизборно утро во Париз? Дали е мирно, со оглед на тоа што ние овде слушавме за голем број на полициски сили распоредени во помалите и поголемите градови во Франција, за тоа дека голем број на сопственици, на продавници и дуќани ги заштитуваат своите излози во страф од немири од крајните левичари или крајните десничари во зависност од епилогот. Добро утро, Горан. Се надам дека ме слушате сега. Сега е се во ред, да слушаме повели. Атмосферата супер. Атмосферата е прво се слави и искрено првото чувство олеснувањето. Значи олеснувањето што функционираше републиканскиот блок против екстремната десница, така да имаше славење без ново петерување, така да за сега амбиентот е окей. Имаше и проблеми некакви со оглед на тоа што слушавме за големи кордони полицајци кои го обезбедуваат и Париз, но и другите помали градови, за стравот од немири и нереди кои би ги предизвикале поддржувачите на крајната левица или на крајната десница во зависност од изборните резултати. Слушавме и за тоа дека голем број сопственици на продавници, дуќанџи ги заштитуваат излозите на своите продавници таму. Видите, Горан, значи ништо повеќе од обично обединување на народот поради славење, ништо повеќе од не знам, петат, момент и така натаму, значи ништо страшно не се случи оваа ноќ. Избегнавме, само така да кажам дека избегнавме екстремна десница, избегнавме радикализација, меѓутоа не го избегнуваме стравот за воиднина, бидејќи да подсетиме сепак дека екстремната десница многу унапреди во однос на прошлите избори, така да искрено среќни сме што функционираше блокот против. Како обичните луѓе во Франција ги доживуваат изборите? Дали и таму, како и овде, се преокупирани со политика? Како прошечниот парижанец реагира на дневна политика, а особено како се однесува во време помеѓу два изборни круга, односно прво европски избори, па потоа неочекувано и ненајавено за изненадување предвремени парламентарни избори распишани од претседател Макрон, па два изборни круга со различни очекувања и анкети и еден таков притаен грч од победа на радикалната десница. Прашањево и во контекст на тоа што вчерашниот ден е со најголема излезност на избори во последните 40 години, значи голема поларизација, голем степен на политизација на французите. Зошто? Видете, прво политика се следи, значи дебата има во општеството, можеме да бидеме пријатели и да дебатираме со многу различни идеи, тоа е силата на француското општество, мислам, што го држи на нозе. Така да мислам дека има атмосфера на диалог, меѓутоа парижаните и генерално французите се многу интересираат за политика, меѓутоа кога се работи за локални избори, кога се работи за избирање на парламент, секогаш се активни, посебно кога направот на власта е фашизмот, така да секогаш се спремни французите да направат блок. Се надевам дека ќе биде исто така понатаму во наредните избори. Ќе повторам, сепак колку и да победи левицата, сепак екстремната десница многу напредува и многу напредува на база на
на страв, на маргинализирање на сите странци, така натаму, така да за сега добро држи светот искрено и еве неколку пати повторивте олеснување големо, дека постои страв од радикалната десница, велите фашизам. Како странец ли стравувате од победа на радикалната десница таму? И ако е така, ако мнозинството странци, знаеме дека Франција е земја на доселеници, живеат во страв од победа на десница и доаѓање на власт, кои се тогаш најголеми нивни поддржувачи? Како успеа да освојат во првиот круг толку добар резултат? И како функционира француското општество во услови на таква поделеност, на услови на крајна десница која и нивните поддржувачи и странците, условно кажано, и другите граѓани кои ја поддржуваат или левицата или некои други партии? Видете, ако во Македонија се купуваат гласови со вреќа брашно и зетин, тука се купуваат гласови со страв и со маргинализација, како што кажав претходно. Така да секогаш патриотизмот и повеќе национализмот екстремен донесува гласови, меѓутоа во одредена доза. Франција, значи, има култура на да зачува републиката, има култура на дебата, има култура на еднаква политика во однос на силите во собрание, така да како ќе се доживува сега понатака наредната година, искрено не знам, ќе видиме, никој не знае, затоа што трите блока што се дојдени на што се изгласани се речиси еднакви, значи нема многу разлика во седиштата во собрание. Ќе треба најверојатно коалиции, меѓутоа ќе треба коалиции на одредени прашања. Ретко се случуваат коалиции помеѓу блоковите, така да несигурноста и тука не знаеме како ќе функционира. Мислам, до сега Макрон функционираше на иста база на парламентарци, функционираше со членот 49.3, каде што самиот ги изгласуваше сите закони и сите реформи. Меѓутоа, мислам дека ќе биде малце поинаку со левицата, али останува да се многу е рано да се зборува, треба да видиме кој ќе биде нели првиот министер. Да, премиер. Да, Габриел Атал веќе најави оставка, еврото падна, може да се очекува и пад на берзите, со оглед на тоа што се навестува или политичка криза, или нова влада, меѓутоа ете таа политичка неизвестност ќе биде присутна деновиве. Бојан, јас ви благодарам многу за ова вклучување во утринската програма на Телма и за исцрпните одговори за атмосферата таму. Благодарам, Горан, и на малку по-позитивна тема се спремаме за Олимписките игри, така да едва чекам. Така, нешто што убаво ќе се случува во Париз, тоа се Олимписките игри кои за некој ден почнуваат. Бојан, уште еднаш ви благодарам многу за вклучувањето, ви посакувам мирни и спокојни политички денови и секако Франција како водечка сила да продолжи на патот на развојот. До следното видување, поздрав од Скопје. Благодарам се, најубаво.